Се што прави човекот и за што размислува, сите негови желби, внатрешни тежнења и пориви, сите негови дела и зборови, секогаш оставаат трага. Постои духовен закон. Се остава трага. Се што правиме овде, одекнува во вечноста. Ние имаме две паметења, две мемории. Паметење со умот и паметење со срцето. Човечкиот ум, паметењето со разумот, не може да ги одржи сите внатрешни и надворешни информации кои човекот ги добива. Затоа паметењето со разумот има една спасоносна способност да заборава. Кога човекот не би умел да заборава, тој едноставно не би можел да опстане, би го загушиле многуте информации. Но тој има и друго паметење. Тоа е паметење со срцето, кое го содржи целиот негов живот, и надворешниот и внатрешниот во кодиран облик. Таму се врежува. Сите ликови, чувства, желби, намери, постапки, сите тие во шифриран, кодиран облик, остануваат во длабочината на човечкото срце. Срцето кај сите светоци се нарекува книга на совеста. На страшниот суд, човекот ќе го види целиот свој живот, токму затоа што книгата на сеќавањето на неговото срце ќе биде отворена и дешифрирана.